Законот за ангажирање на лица за работа кои веќе имаат други приходи од државата како пензии, гарантирана минимална социјална помош или студентски стипендии, предвидува да им се овозможи дополнителна работа без разлика дали е тоа привремена, неколкудневна или сезонска работа во време траење од најмногу 6 месеци во текот на годината. Ангажирањето ќе се пријавува електронски во Агенцијата за вработување како од физички лица работодавачи, така и од правни лица компании. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши истакна дека новиот закон кој почна да се применува од 1 јануари 2026 представува важен чекор во уредувањето на пазарот на трудот и формализирањето на сивата економија. Тука сме и со инспекторите каде што минатите година, особено во 2025 година, нели, контролите што се направени, видовме дека многу луѓе, ева како што го кажа во мојот говор, таа бројка околу 85.000 биле не пријавени во Агенција за вработување и нормално дека оние плаќаа казни според тоа однесување. И за да се избегне ова, за да се почитува законот, имаме уште една законска рамка која им дава можност да ги пријавуваат колку денови им е потребно. Од Центарот за истражување и креирање политики велела дека овој закон им овозможува на ангажираните работници да им се плаќаат придонеси за деновите и часовите што ги работат, а на студентите, социјалните случаи и работниците кои не го достигнале потребниот пензиски праг да им се пресметува работен стаж. Пријавувањето на привремено ангажираните лица ќе овозможи и фискални олеснувања за физичките лица работодавачи и фирмите компании, изјави Марија Ристеска. Ние можеме да бидеме работодавачи. Со овој закон сите можеме да бидеме и работно ангажирани лица. Дигиталната платформа наскоро ќе ни нуди и регистар на работно ангажирани лица и ќе биде новото место каде што доколку ви треба адхок некој работник во оние регулирани области, значи земјоделие, угостителство, туризам, услуги во домаќинството, а немате таков човек во вашиот телефон, можете да го најдете на овој регистар. Во првата фаза законот ги опфаќа секторите каде што неформалната економија е најизразена, како земјоделството, шумарството, хотелското сместување, дејностите за подготовка и служење храна, кафетерии, ресторани, домашните активности како одржување, чистење и чување деца, работниците во брзите поштенски служби и други. Очекувањата се дека со овој закон ќе се формализира работата на околу 12.000 сезонски работници во земјоделството и околу 5.400 непријавени работници во туризмот, хотелиерството и угостителството, што вкупно опфаќа околу 17.400 лица. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека околу 85.000 лица биле ангажирани неформално во текот на 2025 година, што значи дека немале здравствено и пензиско осигурување.